Добро, денеска сме во Могила, во еден од најголемите земјоделски краишта во Македонија, срцето на Пелагонија, каде што има многу работлив народ, трудолюбив народ, но навистина и овде тешко се живее. Овие лажовни политики во земјоделието не го запустија земјоделството и ги оставија на дното на сиромаштијата нашите земјоделци. Во овој крај сакам да испратам порака дека состојбите во земјоделството ќе се променат. Најважната мерка на новата влада ќе биде да обезбеди пласман и државата да гарантира за откупните цени. Стратешките производи како житото, тутунот, јаболкото, дел од градинарските производи и други производи кои што се важни за Република Македонија ќе бидат приоритет на идната влада и владата ќе биде таа која што ќе посредува помеѓу земјоделските производители и откупувачите. Работата на земјоделците ќе остане да произведат квалитетно земјоделско производство и колку што е можно по обем повеќе, а државата ќе биде таа која што во нивно име ќе застане во разговорите со откупувачите се со конечна цел да ги покачиме цените и да обезбедиме достоинствен пласман. Ќе обезбедиме нови пазари кои што досега се затворени за Република Македонија и за нашето земјоделие, со што ќе створиме надпревар помеѓу откупувачите кој повеќе ќе плати тој да го купи земјоделското производство. Во делот на производството на тутунот, кој што исто така застапен еден дел од токму од овој крај, ветуваме субвенции зголемени од 80 денари за првата класа, 70 денари за втората класа и 60 денари за третата класа. Четвртата класа ќе ја укинеме. Во разговорите со земјоделците и откупувачите тоа е возможно решение, се со конечна цел да не губат самите земјоделски производители, а надолу крок преку тоа губат и самите откупувачи. Вкупните субвенции ќе бидат 160 милиони евра годишно. Тие ќе доаѓаат до вистинските земјоделци и преку тоа ќе можат да добиват субвенции навремено, тогаш кога им треба и со конечни цели ефекти кои што сакаме да ги постигнеме со земјоделството. Пример, ако 3 тона се вади од 1 хектар жито, секој оно што ќе произведи 10% повеќе или 3 тона и 300 повеќе, за 10% за вкупната количина ќе добие повеќе субвенции. Целта е да мотивираме зголемена продукција на земјоделското производство, а со тоа и повеќе пари да останат кај земјоделските производители. Она што ќе биде различно во периодот кој што предстои, представува целосна посветеност со искрени резултати на новата влада кои што треба земјоделците да ги почувствуваат. Јас сум убеден дека сите овие неправди кои што овој крај ги трпи, а тоа е бизнис распределбата на земјоделското земјиште, на блиски луѓе до власта и понатаму само субвенциите додат до нив, а тие ги дават во подзакуп на други земјоделци, ќе заврши оваа работа. Навистина ќе направиме ревизија комплетна на распределбата на земјоделското земјиште, се со конечна цел ова земјоделско државно земјиште да дојде до вистинските земјоделци кои што имаат намера искрено да работат земјоделие, да живеат од земјоделие и да екзистираат секако тие и нивните семејства од својот труд. Во периодот кој што предстои, една од целите е токму и земјоделецот да има просечна месечна плата од 30.000 денари, тоа се некаде 360.000 денари по возрасно лице во семејство, тоа е минималниот праг со кој што очекуваме да има достоинствен живот во земјоделството. Убедени сме дека оваквата политика ќе донесе резултат, заради тоа што знаеме кога селата не имат и градовите живеат во Македонија.